во ова издание. Разоткриените пораки на британскиот амбасадор во САД ја зедоа цената. Си поднесе оставка после реакциите од председателот Трамп. Наскоро, втора серија дебати меѓу демократските кандидати за председателските избори во САД. Каков им е рейтингот? Ве водиме на фестивал за традиционални носии во Вашингтон. Пред нашата камера беше запеано и македонско девојче. Ќе ви кажеме повеќе. Останете со нас. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Тоше Огњанов. Британскиот амбасадор во САД, Ким Дарок, ја плати цената на протечената дипломатска комуникација. Си поднесе оставка после откриените пораки. Во нив тој изнесува критички описи за председателот Доналд Трамп и за неговата администрација. Следи пакетот вести. Иако мојот мандат е до крајот на оваа година, во сегашната ситуација најодговорно е да се отвори простор за назначување нов амбасадор, се вели во изјавата на амбасадорот. Во дел од дипломатските пораки што протекоа, амбасадорот Дарок за Трамп вели дека е нервозен, несигурен и некомпетентен, а неговата администрација ја опишува како уникатно дисфункционална. Трамп реагираше преку Твитер, нарекувајќи го Дарок премногу глупав и помпезна будала, со кој повеќе нема да соработува. Рос Перо, 89 годишниот милиардер и поранешен председателски кандидат, почина по битка со леукемијата. Роден е во Тексас, тој направи пари во компјутерската индустрија. Служеше во морнарицата и е познат како застапник на американските затвореници во странство. Два пати се кандидираше за председател во 1992 и во 1996 година. Првиот пат, како независен кандидат, беше противник на Џорџ Херберт Вокер Буш и на Бил Клинтон. Заврши со 19% од гласовите, со што стана најуспешен кандидат од трета партија во речиси еден век. Десетици илјади граѓани излегоа на улиците во Њујорк да ги пречекаат фудбалерките од женската репрезентација на САД, кои на првенството во Франција станаа светски шампионки. Ова е четврта славеничка парада за женската фудбалска репрезентација на САД. Последен пат тие парадираа во 2015 година. Во изјави за медиумите, репрезентативките изразија надеж дека оваа победа ќе потекне движење за еднакви плати меѓу машкиот и женскиот фудбал. Volkswagen прекинува со производството на моделот Буба, кој се склопуваше во фабриката Пуебла во Мексико. Бубата датира од 30-тите години и била дизајнирана како народен автомобил. Производството беше обновено по Втората светска војна, а автомобилот се поврза со хипи културата во 60-тите години. Бубата во Германија престана да се произведува уште во 70-тите години. Камала Харис, сенаторката од Калифорнија и кандидатка за председателка на САД, поентираше најмногу од последната дебата меѓу кандидатите демократи. Сепак, според анкетите, Џо Бајден и натаму е во водство. Што ќе донесе следната серија дебати? Джим Малон ја прави анализата. Новата анкета на CNN покажа дека Камала Харис се искачи на второ место, веднаш за Џо Бајден, после дебатата на демократите емитувана на NBC. Популарноста на Харис се зголеми после клучниот момент во дебатата, кога таа директно го предизвика Бајден поради неговото противење да вложи напори за десегрегација на јавните училишта во 70-тите години. Заедно со нив застанавте против таквите напори. Имаше едно девојче од Калифорнија кое беше дел од втората класа што требаше да се интегрира во училиштата. Тоа мало девојче бев јас. Погоден од критиките, Бајден се бранеше со неговите заслуги за граѓански права како поранешен сенатор и подпредседател. Јас сум тој што го предложи актот за граѓански права за 25 години. Остро застанав и против идејата на граѓаните да им биде негиран пристапот до гласачките кутии. Харис сега е дел од водечките кандидати, каде се наоѓаат Бајден, сенаторот од Вермонт Берни Сандерс и сенаторката од Масачусетс Елизабет Ворен, која исто така напредува. Камала Харис поентираше од дебатата. Џо Бајден води, но поддршката веројатно му е слаба. Според анкетите, афроамериканската заедница е со Бајден. Но мислам дека Камала Харис во дебатата се отвори пат кон таа група, која е 25% од гласачкото тево на демократите. Бајден е во водство уште од како влезе во трката, но сега изгледа дека е ранлив, вели експертот Кайл Кондек.
And it'll be a test for Biden. Тоа ќе биде тест за Бајден, што ќе покаже дали ќе ја задржи сегашната поддршка. Ќе се види дали таа е базирана на добра волја од времето на Обама, од мандатот како подпредседател, или од звучноста на неговото име, или има нешто подлабоко. Анкетите покажуваат дека многумина демократи натаму го гледаат Бајден како умерен, но и најсилен кандидат што би му се спротивставил на председателот Трамп следната година. Тоа што Бајден може да го има на своја сметка е фактот што постојат многу умерени гласачи што се либерални за некои работи, но не толку како што се Берни Сандерс или Елизабет Ворен. Затоа тој би можел да се чувствува комфортно. Следната дебата на демократите е закажана за крајот на овој месец во Детройт, Мичиган. Носи од наследничките на Джингис Кан, филипински танци, традиционални кинески орнаменти, неодамна беа презентирани на фестивал за фолклор во Вашингтон. Една од учесничките не изненади и се обиди да ја запее македонско девојче. Анета Шијакова беше таму. Кралската женска носија од Монголија ја носеле наследничките на Джингис Кан, основачот на најголемата империја во светот, монголската. Кан пак историјата го вброила во најголемите светски освојувачи, во рангот на Александар Македонски и Тамерлан. Неодамна на традиционален фолклорен фестивал во Вашингтон, публиката имаше ретка прилика да види дел од ова древно културно наследство преку настапот на танцовото студио Патот на свилата. Оваа носија е стара 600 години. Јас сум од Иран и за мене е многу важно што можам да ја презентирам азиската култура. Но за овие фолклористи, инспирација не е само Монголија, туку културата од цел свет. До нив стигнале дури и македонските песни и ора. Атанас and Ljupka Kalarovski. Ја имав таа чест да соработувам со Атанас и Љупка Коларовски. Тој е светски познат кореограф кој одлично ги пренесува вештините на македонските танци. Така научив и македонски песни. I don't want to embarrass myself by singing. Не ги паметам точно зборовите, но мелодијата одеше вака. Лорел ни раскажа дека преку ДНК тест открила дека е потомок на индијанската принцеза Покахонтас, која живеела на територијата на денешна Вирџинија. Нејзино мото е да знаеме кои сме е добро, но треба да ги отвориме вратите за луѓето од целиот свет. Таа ја сака Америка, вели токму заради мултикултурализмот. Преку древни танци кои прикажуваат ловење риби или берење овошје, уметници од Филипините покажуваат како изгледа секојдневниот живот во нивната земја. Танцот со кој настапивме е карактеристичен за Филипините. До ден денес останале автентични и ние сакаме да ја зачуваме традицијата. Маските со лавови имаат заштитна улога во кинеската култура и традиција. На фестивалот цртаа ликовни уметници. Ракотворци изработуваа оригами, применувајќи традиционална јапонска вештина за правење уметнички фигури со виткање на хартија. Правиме змеови. Децата уживаат во нив. Денеска цртав на различни теми: бамбус, орхидеја, хризантема. Фестивалот беше прослава на древните традиции, но заедничкиот именител беше инклузивноста. Овие млади азијати овде најдоа простор за израз на своите модерни афинитети, на задоволство на посетителите. За крај ве водиме на Вевчанските извори. Годишно овој споменик на природата го посетуваат околу 50.000 луѓе. Изворите својата најголема сила ја имаат во периодот од април до јуни, а од септември годинава се очекува тие целосно да преминат под локална управа. Тука завршуваме и ви благодарам што не следевте. Јас сум Тоше Огњанов. Пријатно.